Авионот што на Turkish Airlines што требаше да замине во 9 часот и 25 минути за аеродромот во Истанбул е веќе откажан. Меѓутоа од оние информации што успеавме да ги добиеме на терминалите овде на аеродромот Александар Велики, велат дека информации за во текот на денот за останатите летови се уште немаат, а како што кажа добиле информација за откажувањето на летот за Истанбул непон половина часа пред да полета авионот за Истанбул, што значи дека дефинитивно е откажан. Инаку не можеа да ни дадат попрецизни информации за тоа дали има уште закажани летови, дали тие ќе се одржат или ќе се одложат, бидејќи како што кажа и ти информациите се малку штури и веб страниците на аеродромите, на двата аеродроми во Истанбул е тешко достапни и тешко е да се дојде до точни и прецизни информации за тоа дали ќе се откажат летовите, дали се најавени и каква е ситуацијата, бидејќи моментално владее хаос во аеродромите во Турција, како што можевме да слушнеме и од колегите во Турција, дека се уште тензично на аеродромот во Анкара. Ситуацијата малку е смирена во аеродромот во Истанбул, но наликува на затишје пред бура, така да останува да ги следиме ситуациите како ќе се развиваат. Според оние информации што можевме сабајлево да ги добиеме од туристичките агенции во централното градско подрачје, е тоа дека за вечерва има уште еден чартер лет најавено со 180 македонски туристи кои што летаат за Истанбул. Меѓутоа, како што кажав и претходно, се уште нема информации дали ќе биде одржан овој лет или ќе се одложи поради синоќешниот воен пуч во Република Турција.